Добредојавте во втората епизода на нашиот Црвен крст Кичево подкаст, дел од овогодишните Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, активности, каде што зборуваме со успешни луѓе кои биле дел од оваа програма или воопшто дел од Црвен крст Кичево. Секој еден со својата приказна ќе ни раскаже и за волонтерството и што значи тоа за една личност. И овој пат ќе зборуваме за убави работи, позитивни примери од нашето окружување и покрај тоа што некогаш се чини дека негативните вести превладуваат и го зафаќаат медиумскиот простор. Денес е со нас Ангела Велјановска. Ангела, добре дојде. Добре ме најдов, благодарам за поканата. Многу ни е мило. Ангела, еве прво повели и представи се. Ти си кичавчанка и ние тоа го знаеме. Кажи ни што имаш завршено и што сега работиш. Да, јас сум кичавчанка, моето име е Ангела Велјановска и имам 26 години. Средното образование го завршив тука на Општинското средно училиште Мирко Милевски во Кичево. Потоа продолжив на додипломски студии на Факултетот за електротехника и информацијски технологии во Скопје и однадамна таму и магистрирав и станав магистар по електротехника и информацијски технологии, а работам како софтверски инженер веќе 5 години. Супер. Сега малце да ни раскажеш какво е твоето искуство со Црвен крст Кичево како дисеминатор на програмата и кога ќе размисли од тоа време што најмногу ти оставил најголем впечаток и на што најмногу се сеќаваш? Кога ќе помислам на Црвен крст или било каде кога ќе го видам символот на Црвениот крст, секогаш ми буди многу добри сеќавања. Јас всушност како волонтер и започнав преку ЦКПХ програмата. Најпрво како учесник нормално, а потоа и како дисеминатор. Преку таа програма мислам дека најпрво стекнав многу пријателства и искуства, но имав можност заедно со другите волонтери да направиме по некоја промена во општеството кај одредени социјално загрозени групи и тоа го правевме преку најразлични активности од хуманитарни надпревари, поетски читања, концерти и така натаму, така што ја развивавме и хуманоста и креативноста во исто време. Значи, типно што вече ни спомени поврто го заклучив и многу ни е мило. Тука сега ќе продолжиме со еден краток прилог од овогодинашните дисеминатори Сања и Амди, кои ќе ни кажат што направија до сега тие со своите групи. Здраво, јас сум Сања Симјановска-Пауновски, дисеминатор на ЦКПХ програмата за 2026 година во Црвен крст Кичево. Оваа година имаме планирани 8 проекти, од кои веќе 6 проекти ги имаме успешно реализирани. Се надеваме дека и другите 2 проекти кои се преостанати ќе поминат во најдобар ред и ќе придонесат за поголемо позитивно влијание врз заедницата. Здраво! Јас сум Анди Мустафа, дисеминатор на Црвен крст во град Кичево. Горд сум што преку волонтерањето имам можност да бидам дел од активностите и од проектите кои носат позитивни промени во нашата заедница. За мене, волонтерањето не е само активност, туку начин преку кој учеме да им помагаме на другарите, да бидеме похумани и подобри луѓе. Преку активностите што ги организираме, не само што и помагаме на заедницата, туку и самите учеме важни животни вредности. Ние, како тим, имаме организирано повеќе наменски активности, меѓу кои би ги издвоил следниве. Првата активност беше драма во Домот на култура, каде целта на драма беше психолошки развој и подигање на свеста кај младите. За да ја постигнеме таа цел, ние побаравме и помош од психолози, при што голема поддршка добиевме од психологот во училиштето. Во текот на подготвата на драмата, актерите се дружеа, се социализираа
и создадоа одлична тимска атмосфера. Како друга активност, ние имаме организирано продажба на колачи, на раквици и други рачни изработки. Со средствата што ги соберевме, ги финансиравме проектите што ги реализиравме преку ПХВ програмата. И како трет активност е една представа за подигање на свеста за аутизмот. Ова е активноста за која денес најмногу јас сакам да зборувам, бидејќи за мене е најомилена. Стануваше збор за кратка представа во која имаше поезија, имаше и монолози, имаше инструментални точки и една кратка монодрама во крај. Преку неа се обидовме да им покажаме на присутните што значи аутизам и дека тоа не е болест. Нашата цел беше да испратиме порака за прифаќање, разбирање и поддршка. Од проектите, за мене, најзначаен е интеркултурниот проект. Ние организиравме една ликовна изложба, каде имаше и музика во позадина и многу пријатна атмосфера. Верувам дека ваквите активности ги поврзуваат луѓето и ја поттикнуваат креативноста кај младите. За крај, јас сакам да кажам дека како дисеминатор сум многу задоволен што моите волонтери покажуваат голем интерес за Црвен крст и што сакаат да придонесаат и да направат нешто добро за заедницата и за животот на другите. Преку сите овие активности научевме колку се важни тимската работа, поддршката и почитувањето на различностите. Верувам дека младите можат да направат голем промен кога работат заедно и имат добра цел. Браво за Сања и за Анти и сега ние се враќаме назад во нашето студио и продолжуваме со Ангела. Ангела, може да се забележи дека активностите се слични, дека волонтеризмот продолжува и понатаму. Дали, Ангела, се сеќаваш на проектите кои ти со својата група ги изработуваш и кои беа вашите активности во тоа време? Да, се сеќавам. Морам да споменам дека за мене, уште од основно училиште, Црвен крст беше синоним за обогатување на културно-забавниот живот во градот. Кога јас бев основно, тие ги има најинтересните актерски представи и една од работите кои ме поттикна се зачленам во Црвен крст беше тоа што сакам да учествувам во една од тие представи. На крај, неостварена желба ми остана и со мојата група не успеавме да организираме актерска представа, но затоа организиравме многу интересни поетски читања. Така се запознавме со многу нови поетски дела, имавме можност да настапиме јавно и да прочитаме некои од нив, да се дружиме и нормално да промовираме хумани вредности. Тоа го правевме и, како што споменав претходно, преку хуманитарни надпревари од различен карактер, концерти, базари на кои продававме рачни изработки, например, исто така продававме и Нескафе, лимунада и други некои освежителни пијалци. Сметам дека пробувавме на било кој начин да изразиме нашата креативност и да придонесеме до стојувањето на целата на тој проект. Па истите проекти дури ден денес се изработуваат, има различни проекти и ми е многу мило кога ќе поминам низ градот и гледам нови други проекти каде што има и хуманитарни концерти, каде што се случуваат игрални друштва и сепак се збогатува самиот Црвен крст и самите проекти стануваат се побогати. И според тебе, кои се придобивките од ова волонтирање што добиваат младите со тоа и како може нешто да се подобри? Како млади луѓе, мислам дека придобивките кои ги имаме од волонтирањето се многу големи. Најпрва придобивка би рекла е
посебно со волонтирањето во Црвен крст, е развојот на хуманоста и на емпатијата. Ние како тинеџери често пати не сме свесни за некои реалности во животот и преку Црвен крст тие ги осознаваме, научуваме, тоест учиме да ги менаџираме емоциите што се од тој аспект и исто така учиме како да помогнеме во тие некои сензитивни ситуации. Научуваме да се справиме со различни ограничувања, научуваме да внимаваме, да не наштетиме некому, да не навредиме некого, да соработуваме со луѓе од најразлични позадини и интереси. Така да мислам дека од тој аспект имаме многу големи придобивки. Потоа друга придобивка се стекнувањето на организацијски способности преку сите овие проекти кои ги спомнавме, исто така комуникацијски вештини и аналитички способности. И нешто што мислам дека е многу важно, тоа е аспектот на дружбата. Сега волонтерите со кои јас волонтирав, некои од нив се доктори, некои се уметници, некои инженери, сите се различни интереси, но тогаш сите не спои хуманоста. И имавме многу интересни разговори, длабоки дебати, ама и многу смеа. И тоа ми е едно од најинтересните сеќавања за Црвен. Сега малку ќе продолжиме со друга тема. Според тебе со какви предизвици и евентуално проблеми се соочуваат младите денес по завршувањето на факултетот и кога доаѓа да се најде некаква работа, бидејќи сите знаеме дека и вештачката интелигенција и сето тоа е многу напредно денес и е многу потешко да се најде одредена работа. Па би рекла дека главниот предизвик со кој се соочуваме ние како млади е тоа што немаме точно дефиниран чекор за да најдеме работа. Кога сме основно знаеме дека ако сме доволно добри, ако се трудиме, ќе стигнеме до насоката на средно образование кај ја сакаме, ако сме успешни таму и ако се трудиме, ќе се запишеме на постапување во факултет. И потоа, ако сме успешни таму и дадеме се од себе, мислиме дека автоматски ќе добиеме најдобрата или постакуваната работа. За жал, во секојдневниот живот тоа не е така едноставно и немаме точно дефиниран чекор. И мислам дека тогаш ние младите се најдеме во една ситуација каде што се прашуваме што понатаму. Сметам дека во секој случај е возможно да се најде работа, и сметам дека секоја професија си има своји специфични карактеристики на кои треба да се поработи, некои теми кои треба да се следат, со цел да стигнеме таму кај што сакаме да стигнеме. Од аспект на вештачката интелигенција и работните места, јас како инженер сметам дека вештачката интелигенција нема да затвори работни места, туку таа едноставно го менува описот на работното место. Значи, ги менува вештините кои ќе бидат потребни за еден човек да работи на тоа работно место. И како што напредува технологијата, така треба и ние да продолжиме да се интересираме, да се надоградуваме и да се адаптираме на промените во општеството. Да, односно сметаш дека вештачката интелигенција не може потполно да го замени човекот, туку може само или да улесни работата или да дојде до поинаков начин на работа. Апсолутно. И истото јас го мислам, иако понекогаш јас се прашувам дали би можела да најдам некоја работа која што, например, нема толку да е поврзана со вештачката интелигенција, поради тоа што барам сигурност дека сигурно таа работа ќе можам да ја работам до крајот на животот, но сметам дека вештачката интелигенција не може потполно да го замени човекот и тоа е неминовно. Да, апсолутно. Мислам дека е неизбежно ние да гледаме делови од неа во нашиот секојдневен живот и без разлика во која професија работиме, можеме да ја користиме како алатка и да ја искористиме во наша полза, за да ни помогне да стигнеме понапред и да научиме повеќе. И секако да ја користиме одговорно. Да. Дали сметаш дека денеска е лесно да се најде баш таа работа, каде што имаме завршене, каде што имаме изамена диплома за таа работа? Па, во мојот случај, јас имав среќа да најдем работа по струка уште пред да завршам со факултетот, но знам дека тоа не е секогаш случајот и зависи од многу различни фактори во моментот. Но сепак, моето субјективно мислење е дека без разлика во која професија ние се пронаѓаме, сме научиле да учиме и да работиме кон неа,
Сметам дека е возможно да се најде работа со доволно труд, упорност и амбиција. И нешто што мислам дека е многу важно, сметам дека сите ние како млади луѓе треба да се трудиме да правиме малку повеќе од тоа што е задолжително да го правиме. Значи, доколку треба да се заврши факултет или пракса за тоа работно место, окей, го правиме тоа, но секогаш да гледаме што е тоа што ние можеме да го направиме малку повеќе за да не издвои од другите, за да се надоградиме и нормално се до тоа да го работиме во континуитет. Да, и исто така мислам дека и е многу битно да одбереме професијата што е сакаме, за да можеме да се надоградуваме, доколку одбереме нешто што не ни исполнува толку, мислам и дека интересите ќе бидат и помали за самото нешто. Да, апсолутно. Мислам дека најпрво што треба кога некој човек си ја бира својата идна професија, треба таа професија да е нешто во што ние се гледаме долгорочно во иднина, нешто што не интересира и нешто на кое што гледаме дека можеме да работиме. Нормално сметам дека треба да се има во предвид и перспективноста на таа професија во моментот, кои се можностите што ни ги нуди, бидејќи сепак во реалниот свет не е се така разево, мораме да имаме во предвид многу други работи. И дали секој ден на работа ќе ни бидат исто исполнувачки, дали секоја задача која ја извршуваме ќе ни носи иста вредност, апсолутно не, барем во моето досегашно искуство. Но сметам дека сепак треба да гледаме нешто што не исполнува во професијата како целина. Сега, Ангела, зошто покрај огромните можности кои постојат во светот и се надофат на младите, сепак постои амбициозност кај младите денес и тоа е една од клучните работи. Мислам дека 80% од младите им се застапени со амбициозност и сета таа полина и сето тоа обкружување е многу и поразлично и од порано и сите ние гледаме некакви совршени работи околу нас и мислиме дека само кај нас се јавуваат одредени проблеми. Како ти тоа го сметаш? Тука можам да кажем од моје лично мислење, нешто што придонесува за анксиозноста кај младите се социјалните мрежи. Ние сме преку социјалните мрежи постојано изложени на некоја идеална верзија од туѓ живот, што е нечесто нереалистична и многу често младите се споредуваме и било тоа да е во професионалниот, било да е во приватниот живот или изгледот или што и да е, се чувствуваме како да сме поназад од другите, само затоа што не сме блиски до таа слика што ја гледаме на социјалните мрежи. И сметам дека тоа навистина е зачестено со таа достапност на информациите. Тоа е еден аспект. Друг аспект што мислам дека малку е зголемува анксиозност е тоа што имаме достапност на премногу информации. Знаеме да сите да бидеме експерти за се, и тоа исто и луѓето околу нас, и едноставно некогаш се станува премногу. Животот станува премногу брз, има премногу работи што треба да се посетат, да се направат, правиме некои сложени агенди кои сакаме да ги следиме, но мислам дека е најважно во тие моменти, барем мене ми помага да се вратам дома, кај семејството, кај блиските, да видам што е вистински приоритетно, што е вистински важно и на некој начин да останеме приземјени и да се смири анксиозноста. Да прифатиме дека секој од нас си живее различен живот и ние едноставно не можеме да се споредуваме со останатите и дека кај некого нешто друго ќе биде приоритет, некој ќе биде подобар во нешто друго. Дали е тоа професија, некој ќе биде подобар во одредена околу семејството или околу нешто друго, секој на свој начин. Да. Одлучи да одбра твојата да нешто професија и како одлучи на кој факултет да продолжи со твоето образование? Одлуката да продолжам на факултетот за електротехника и информацијски технологии, јас мислам дека ја имам донесено што е во втора година средно. Тогаш требаше да одбереме дали ќе одиме природно-математичко пода или некој од општествените насоки. И кога одбрав природно-математичко пода, одбрав бидејќи знаев и планирав дека сакам да се запишам на факултетот за електротехника и информацијски технологии. Мислам дека таа одлука испадна дека е многу добра, бидејќи таму навистина се пронајдов и навистина имав многу позитивно искуство. И 3 пати да се вратам назад, јас повторно би го одбрала ФЕИ.
Сметам дека е еден од најследените факултети во државава, кадар навистина беше на многу високо ниво и имавме многу добра и практична и теоретска настава. Како го одбрав, на почеток како мала ме интересира многу работи и во основно и во средно дел од повеќе организации се вклучува во повеќе активности и некако имав некои афинитети кон, да речеме, актерството или јавно говорење и такви работи, но сепак некако најмногу ме интересираше инженерството. Не знаев дали тоа ќе биде баш софтверско инженерство, туку знаев дека сакам да решавам проблеми, многу интересна ми беше математиката, сакав да останам во тек со технологијата и некако со тек на време запишувањето на ФЕИТ ми дојде органски. Значи, тоа беше твојата желба уште од мала и многу убаво што си одлучила да продолжиш на тоа баш што го сакаш. И како ти сметаш дека младите е препорачливо да ја одберат својата идна професија? Како што кажа ти, дали треба да гледаат што им се нивните најголеми интереси или сепак да почекат малце и во средните училиште каде што ќе можат да одберат различен смер и ќе пробаат повеќе насоки каде што ќе видат дали повеќе им одговара одредени предмети или не? Мислам дека како млади луѓе ние секогаш треба да си чуваме опциите отворени. Јас дури кога, да речеме, одбрав да одам природно-математичко подар, гледав да останам во теки со другите работи кои ме интересира, бидејќи сакав да си ги чувам опциите отворени и да донесам информирана и вистинска одлука во моментот кога тоа ќе е потребно. Сега нормално сите ние имаме тогаш 18 години, некои работи ги знаеме, некои работи мислиме дека ги знаеме, за некои работи навистина не сме ни свесни тогаш, но би рекла дека секој млад човек на почеток, посебно во периодот на средното образование, треба да си дозволи да проба многу различни работи, да излезе надвор од комфорт зоната и да види во што ќе се пронајде. За мене, како што кажав, многу работи ме интересира, но накрај сепак да речам тежне кон нешто потехничко и кон инженерството. Но морам да кажам дека кога ќе се бира професија, мора да земеме во предвид и други фактори. Значи, не само тоа што сакаме, туку да бидеме и малку практични и да пробаме да видиме кои се моменталните побарувачки, која е моменталната побарувачка на пазарот, да видиме со таа професија дали може да работиме само кај нас, дали тие вештини важат и за надвор од државата. Например, мене ми беше исто така многу важно дали е тоа нешто во кое континуирано можеме да се надоградуваме. Мислам дека сите тие работи треба да се земат во предвид и накрај да се донесе, како што кажав, информирана одлука. Но за сега тоа да е возможно, мора како млади да си ги чуваме опциите отворени. Всушност треба и да видиме дали да ги разгледаме сите можности и опции, но исто така и нашите потреби тука. Бидејќи секој не може да работи во затворена просторија, секој не може да работи повеќе часови, секој има различни потреби. И како ти би го опишала твојот факултет и сега и твојата професија како инженер, дали сметаш дека е тешко или дали сметаш дека се направила вистинската одлука кога ќе видиш од ова денешно гледиште? Како што спомнав претходно, од одлуката за факултетот сум многу задоволна, бидејќи јас и додека студирав и сега многу си го сакав факултетот, не само како институција, туку исто така и материјалите и самите теми кои ги обработувавме, навистина ми беа интересни. И исто така имав многу добра екипа за учење и за вежбање. Мислам дека тоа ме поттикна уште повеќе да се трудам и некако сите се надополнувавме едни со други. И навистина факултетските денови ми се многу при срце. Дури и со целата ковид ситуација која што се случи тогаш, да. Мислам дека мојот факултет е
доста предизвикувачки, но не би рекла дека е нешто што е тешко. Кај мене, моите родители ми овозможија додека бев во средни, додека бев на факултет, да бидам се уште дете. Имав среќа да факултетот да ми биде единствената работа. Значи немав други обврски што би ми го отежнале и токму затоа јас можев да се посветам на факултетот и да уживам во тие факултетски денови. И мислам дека токму затоа не ми беше тешко, бидејќи знаев дека доколку се потрудам и доколку учам по некој предмет, ќе добијам, ќе се исплати на крај, да. Нормално имаше моменти каде што сум се нервирала, ама мислам дека тоа е дел од целото факултетско искуство. Да, и доколку не наидеме на некои такви пречки, никогаш нема да успееме да напредуваме. Така да мислам дека не е воопшто тешко и би го охрабрила секој кој се размислува дали да се запише на мојот или било кој друг факултет и се обесхрабрува бидејќи некој друг му вика дека е тешко. Јас сметам дека треба да проба и ќе види дека и не е баш така. Како и што кажа, најбитно е да ги прифаќаме предизвиците и само така можеме да се надоградиме како поголема личност. Ангела, како и што кажавме до сега, еден од најголемите проблеми денеска младите е анциозноста, но тука постои уште еден проблем, а тоа е булингот. Како ти сметаш дека булингот може да се намени, за жал кои се самите причини поради кои што е тој предизвикан? И дали сметаш дека самото волонтирање во Црвениот крст може да придонесе до некакво подобрување? Да, за жал, покрај анксиозноста, младите често се соочуваат со булинг, било да е тоа на училиште, во основно, во средно, или па дури на работното место. Иако постои и физичко и психичко малтретирање, сепак мислам дека најчесто е психичкото и токму затоа имаме некоја илузија на невидливост тука, а всушност тоа е нешто што е за жал доста присутно. Зошто се случува и како, нормално има анализи и студии, но моје субјективно чувство е дека некогаш луѓето, наместо да пробаат да ги надминат различностите, пробуваат да се чувствуваат по-самоуверени или посигурни за своите мани, со тоа што ќе ги критикуваат другите, како некој одбранбен механизам. И сметам дека нормално тоа не треба да биде така и сметам дека активности како волонтирањето во Црвен крст баш ни помагаат да ги надминеме тие различности и да ги видиме, најпрво да се дружиме со луѓе со кои не сме навикнати да се дружиме. Да се најдеме во ситуации во кои не сме навикнати да се најдеме. И може би сето тоа, би сакала да мислам дека сето тоа помага да се изградиме во подобри личности, нормално таквите личности не малтретираат или не навредуваат никого. Ангела, ти благодарам што отвои дел од твоето слободно време за овој наш подкаст и се надевам дека твојата успешна приказна ќе биде мотив и инспирација за некого од младите. И каква порака би имала ти да насочиш кон младите? Ви благодарам и вам за поканата. Ми беше чест и задоволство да се потсетам на своите волонтерски денови. Би сакала да ја пренесам пораката дека волонтерството не е нешто што го правиме само за нас или само за другите. Тоа е една целина каде преку некои акции за помагање на некој, ние всушност се надоградуваме како личности, развиваме хуманост и развиваме емпатија. Нормално со тоа правиме барем некаква промена во заедницата. Би сакала да препорачам на секој млад човек да проба барем еднаш да учествува на таква акција, барем еднаш да волонтира и мислам дека кога ќе ја види моќта на сопствените дела и хуманост, дека самиот човек пак ќе сака да се врати и да продолжи со волонтирање. Така што би рекла дека сите млади треба да продолжат со волонтерство. Ви благодарам и вас за вниманието, а ние се гледаме во следната епизода на нашиот подкаст, до тогаш имајте убав ден.